Лозарите повторно се во голема неизвестност и исчекување на откупните цени на грозјето. Министерството за земјоделие на 17 јули објави конкурс за пресметка на трошоци за производство на килограм грозје, кој според Законот за вино ја врши високо образовна научна институција од областа на земјоделието. Стои на страницата на Министерството. Ова за лозарите значи дека датумот со новите цени се пролонгира. Ние до сега, до ден денес, чекавме, например, денеска сме 2 август. Требаше до 15 јули да има од Институтот за земјоделие производна цена. На таа производна цена, што ние не слагавме за тоа што плюс 25% заработувачка. Али до ден денес уште нема производна цена, а тоа е поминато на парламентот уште во април месец и Институтот еве 4 месеца уште нема изготвено производна цена. И сега лозарите се во неизвестност. Во исто време, винаријата Тиквеш ги објави откупните цени на грозјето. За Смедеревката се нудат 16,5, за Вранецот 19, а за Темјаниката 30 денари за килограм. Тие цени се неприфатливи за тоа што производната цена по наше одружението, по наш рачун, производната цена кошта од 18 до 20 денари. А сега фактички од лани Вранецот е објавена цена од 18,5 денари на 19, тоа е пола динар, тоа е понижувачки од винаријата, Смедеревката 16 денари или 16,5 и фактички таа е понижувачка цена за лозарите и ние ќе барем под хитно средба со министерот. Што ќе промени наодот на институцијата која ќе ја пресметува цената и што ако конкурсот пропадне? Ова вака не бива, затоа што вака ако продолжи, јас сум зборувал и пред тоа на ваша телевизија, ако биде оваа цена дека лозите ќе се искрчат, пошто ние баравме цена од 30 денари Вранецот, 25 за Смедеревката. Лозарите се континуирано незадоволни од откупните цени и стресот кој го доживуваат оваа година не им е непознат. Сепак, очекувањата овој пат се поголеми со оглед на промената на власта и ветувањата дека се ќе биде подобро.